Тој е најпознатиот автомобилист во нашата земја, двократен европски и 10-кратен македонски шампион. Го знаеме како летичкиот македонец, а денеска има сосема нова улога. Ви зборувам за Игор Стефановски Иџа, а за што станува збор? Ви откривам веднаш. Здраво, Иџо, во самата најава кажав дека денеска ќе те видиме тука во една друга улога, не зад воланот. Кажи ми за што станува збор? Па токму така, денес на една потешка улога отколку она што го правам во секојдневниот живот, возење трки. Денес имаме трка на шампионатот за картинг, македонскиот шампионат за картинг трки, така да денес ќе бидам во својство и на родител и на учител. Ќе вози мојот син и мојот внук, што за мене ќе биде прв пат да учествувам и да бидам како родител, а воедно и како учител на едно вакво натпреварување. Кога се јави желбата за возење кај Олег и кај Стефан, својствено е да се јави бидејќи сите сте инволвирани во автомобилизам. Па токму така, желбата се јави уште од мали нозе, меѓутоа ја бев некој противник, ајде да кажам, колку што можев држев до овој момент да не се впуштат во овој спорт, но ете, желбата за да возат е нивна и апсолутно ќе ги поддржиме и јас и мојот брат, како што нашите родители не поддржија, да почнат да возат и доколку сакаат да се впуштат во овој свет на брзината, да им дадеме максимална поддршка. Кажи ми, во улогата на тренер, во кој дел ти им помагаш на Олег и на Стефан? Па видите во кој дел. Она што го имам учено јас како во текот на овие години, сакам да им го пренесам. Нормално, за жал јас немав школување во возењето, она што го научив сам заедно со мојот брат, но сепак на Стефан и на Олег им дадам една максимална поддршка, ги подучувам на она што значи техника во возењето. Се надевам, имаме долго време, сепак се они млади да израснат во прави натпреварувачи и шампиони. Повеќе од јасно е дека во семејството Стефановски важи старата македонска поговорка: крушата под круша паѓа. По стапките на Иџа зачекори неговиот син Олег Стефановски, но и неговиот внук Стефан Стефановски. Здраво, Олег, здраво, Стефан. Кажете ми како се чувствувате денеска? Добро. Добро. Кој ќе ми одговори кој ве научи да возите картинг? Татко. Тебе, Стефан, кој те научи? Исто тато. Кажете ми сега, Иџа строг ли е како тренер? Да. Многу? Да. Што те тера да правиш? Да возам. Како вежбате, Стефан? Па со загревачки на картингот и полепс. Да. Стефан, тебе да те прашам, како е да возиш картинг? Добро. Возбудливо е? Да. Олег, кажи ми, тешко ли е да возиш картинг? Не. Нема многу да ве гнјавам вас двајца. За кого навивате во формула? Хамилтон. Ти, Стефан, за кого навиваш? Фетел. И сега што правиме едниот за Хамилтон, едниот за Фетел? Исто. Ви благодарам, дечки, на вас многу. Младите и амбициозни автомобилисти ги оставивме да уживаат во секој поминат круг во картинг центарот во Скопје, а повеќе од сигурно е дека Иџа ги доби своите наследници. Run up on a nigga and it is the ultimate text. Strategize, that was the ultimate flex. I'm doing my thing without breaking the sweat. Got that list full of